Нисвест на судбината за 80-тината роми кои повеќе од 5 години живеат во објектите на старото нервно одделение. Засега не постои официјален документ со кој се потврдува нивното живење таму. Тоа значи дека овие 20 семејства овде се сместени легално. Друг проблем со кој ќе се соочат се сметките за вода и струја. Не постојат никакви документи за платени сметки кои се плаќале во минатото. Од општината се децидни дека тие повеќе нема да им ги плаќат сметките, што значи дека жителите на старото нервно ќе треба сами да си плаќаат струја и вода. Живеат во субстандардни услови, во влага и голема нехигиена. Вела дека многу невладини организации и политичари им ветувале решение, но засега тоа се само празни ветувања. Секој ветува куки, станови, а никој не помага. Столот чим си го зема, си го чуват месото више. Иди му општината да помагат, нема врска. А викат за кратко време станови ќе ви дајме овоа, а ништо. Значи државата ни е на нула. Тоа може да го кажем. Сметките за струја и за вода кој ви ги плаќа сега? Го плаќаше стариот градоначалник. Сега моментално сигурно новиот началник. Че очекуваме нешто, ама ништо нема тоа. Фала на сите што понудуваат, а ништо не прават. Од мене толку е. Сите што доваѓат, ги нудат ова, чим ја земат власта на нула сме пак. И додека се најде решение и за нивниот проблем, околу 50 деца ќе бидат приморани да живеат во депонијата која сами си ја прават. Пред повеќе од 5 години, кога се населија во овие објекти, им се ветуваше решавање на станбениот проблем. Повде се населија роми од Радове и Струмица, па и од соседна Србија. Сега се останати само семејствата кои претходно живееја во Стара Кланица.